Добар ви ден, драги наши гледачи! Ве поздравуваме од етно селото комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашиот тим на вкусот на традицијата, персоналот на Златно буре Кучково, ја подготвуваме новата рецепта на денот. Знаеме дека Великден е еден од најголемите христијански празници. Момент кога семејството е на трпезата, момент кога се собираме со некои што не сме се виделе долго време, Великден е празник и ден кога тоа ќе ни го овозможи да ги видиме најмилите, најсаканите и да се собереме. Во некои од нашите емисии претходно ви дадовме предлози за што месена погача за Великден, тава со јагнешко, јагнешка чорба и така натаму, а сега следува еден убав предлог за великденската трпеза и кога ќе ви дојдат на визита вашите роднини, пријатели, нагости, да направите една убава крем салата од цвекло. Оваа салата ја правам редовно со години, не само за Великден, туку и воопшто, вака и за секој ден, дури може и како еден оброк да ви биде. Толку е богата, калорична, квалитетна и со протеин, зеленчук и така натаму. Можете и сабот, и недела, и за имендени, и родендени и така натаму. За да ја направите оваа салата, вас ќе ви биде потребно 250 грама цвекло кој што е претходно сварено, 150 грама грашок од конзерва, 200 до 250 грама стек пилешки кој што е претходно сварен, половина китка макдонос, 2 моркова обарени заедно, може и со цвеклото, може и со месото, обично се комбинираат да се варат заедно, едно младо лукче, малку маслиново масло, 2 до 3 супени лажици винска киселина, 3 до 4 супени лажици павлака, 1 супена лажица мајонез, малку пибер, малку триена сол и сол. Сега да се фатиме за работа. Прво ќе го насечкам белото месо. Тоа е сварено, нели? На ситни парченца и потоа малку ќе ги истриете со раката. Они да станат како конци. Сега ќе го ставам месото во садот, каде што ќе помешам се. Можете и повеќе, ако сакате на месо да ви гледа салатата и дури да ви биде како оброк салата, можете и повеќе да ставите. Јас овде имам повеќе, еден стек имам екстра, но одлучив да го ставам и тој. Сега пред да ги додадам другите работи, вака ќе го направам мевцето и малку може туди вака со лажицата.
ето она се баш се рони. Да го направиме така како конци да има низ него. Може и вака. Така. Со цепкање. Добро. Така. Сега ќе го додадам грашокот. Сега ќе го рендам цвеклото. И морковот исто така ќе го нарендам. Така, сега морковот. Овие јас ке си ги задам. Ете така. Со рендањето сме готови. Ова го додавам кај останатите состојки. И најдобро се сервира така во некој убав стаклен сад. Можете да им направите декорации по ваша желба. Сега ќе го ставам и лукчето. Исклучиво за оваа салата треба младо лукче, да знаете. Овие се посувени ги ставам. Сега го додавам лукчето. И да ви кажам дека ова салата е најубава кога ќе отстои. Да отстои барем 1 час на собна температура. Ќе го додадам сега и макдоносот. Така. Сега да промешам.
Ајде сега да додадам павлаката, винската киселина и маслиновото масло. По потреба, нели? Винска киселина. Прво ќе ставам 2, па ќе видам дали треба уште. Така. Ќе го ставам и мајонезот. Колку е освежителна и каков вкус има. Ќе ви се допадне, многу ќе ви се допадне. Така. Сега да мешам заедно и со сол. Ставам 1 прстов сол, малку биверче меѓу прстињата и малку триедна сол, многу малку. Сега се ова добро треба да го промешам и ќе пробам на крај. А потоа ќе ја сервираме на наш начин. Сега да пробам. Значи, ништо не треба да ја додадам. Ништо. Ќе оставам да отстои 1 час и потоа ќе ја послужиме. Нека ви биде во ладилникот. Тај, колку повеќе седи, толку е поубава. И вака можете благо да притиснете со лажицата. Еве, драги мои, како изгледа салатата. Крем салата од цвекло. За час време ќе ја послужиме, а ви останете со вкусот на традицијата. Еве нашата празнична великденска салата со цвекло. Па што да ви кажам, толку прекрасно пред јадење, значи да се уживате одстоена. Киселината убаво навлезе во состојките. Еве ми доаѓа вода на устата. Со Макдоновче за мерак имаме и други салати, нели како за почеток, но ќе ја пробам сега, увам. Прекрасно нешто, вистинско уживање, за добра голтка вино, добро друштво, решение е токму оваа салата. И, драги мои, нешто ќе ви препорачам. Секогаш се грижиме, се да држиме под контрола, се да контролираме. Се мислиме дека без нас нема да се заврши оваа работа, таа работа. И некогаш ни доаѓа до овде. Едноставно, пуштете ги работите. Пуштете ги работите, уживајте и оставете го бродот нека потоне. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата.